Гораст Велјановски е влюбеник во јапонскиот јазик и култура. Се тргнало од цртаните филмови. Јапонски цртани, односно аниме. И понатака приметив дека многу ми се допаѓа јазикот на звучност и видов дека исто е како македонскиот јазик, буквално како што се чита, нема потреба од дополнителен акцент горе-доле. Кога нешто сакаш, се ќе направиш за да стигнеш до тоа. Видов има можност на филолошки факултет да се изучува јазикот, без разлика дали си студент, ученик, дури човек со работа, мислам, повозрасна личност. И така, како средношколец, на своји 16 години, Гораст се запишал на филолошки и почнал да учи јапонски. Веќе во 2017 година, за прв пат ја посетил земјата на изгреј сонцето. Денеска Велјановски е дипломиран професор по македонски, англиски и јапонски јазик. Го знам на професионален степен, со самите сертификати можам да докажам. Сега предлагам да позборуваме малку за Јапонија, каде живеат 127 милиони луѓе. Каков народ се јапонците? Сите се водат на ист принцип. Секогаш го давам примерот со патување со воз, односно од дома кон работа, школа, без разлика, како што е кај нас автобус, така е таму е со воз. Главната разлика, ако ја споредуваме, што кај нас моментот е сите пробуваат да влезат што побрзо во автобусот, дали ќе бутнат некој, дали не им е битно, додека во Јапонија има ред, каде што само што ќе пристигне возот, сите мора да стојат во редица, неколку чекори пред влезат и да почекаат да излезат сите, без разлика на бројот на особи и после тоа влагаат. Друг пример би било за хигиената и за сигурноста фактички. Јас лично имав искуство кај што се осеќаш едноставно сигурен. Имав моменти каде што сум оставал лаптоп, ранец, значи мои лични предмети во една просторија, сум отишол во друга просторија, во друга зграда, еве пример да купам нешто од маркет и последен час кога сум се вратил таму била. Замислете. А друго, еве да видите чадор, ова исто одлично искуство, да видите чадор на земја. Поминало пола ден, се враќате некај дома, го гледате повторно на истото место, не пипнат. Се пие ракија од орис, тоест саќе, се јаде суши и сите видови месо. Сосовите и зачините даваат сосема подруг шмек, вели Гораст. Сега малку околу името на државата. Јапонците како си ја викаат Јапонија? Нихон. Нихон. Или Нипон. Значи, таму термин Јапонија воопшто не постои. Тоа претпоставам доаѓа од англискиот јазик. Да, јас искрено дургучев јазикот, се зачудив дека не постои Japan, се америчко, да. Се американизирани јапонците? Да, ова е добро прашање, бидејќи во денешно време младите се повеќе примаат од Америка и од други земји, мислам, што се поблиски како Кореја. Во Токио има неверојатна мешаница. Другите градови се порелаксирани. Како и да е, се е подредено на работа и бизнис. Проблемот во Јапонија, што многу млади го осеќаат како притисок, е што се осеќаат како роботи, дека се под конец, ако завршиш следна факултет, веднаш после тоа работа, ако еден чекор прескокнеш, ќе си имаш проблеми. Државата увидела дека луѓето немаат социјален живот, па веќе се испланирани реформи. Сега, последно нешто што имам прочитано е дека ќе воведат да се работи 4 дена, за да имаат фамилиите време да се видат. И тоа, ама и за деца. Многу е намален бројот на деца, на бебиња. Што ќе кажете за јапонските девојки, какви се тие? Убави се, од споредба со девојчињата во Македонија се по-нежни, по-мали, по-ниски. Дали јапонките се дружат со странци? Немаат ништо против јапонките или кои да стапи во врска со нив, бидејќи тоа за нив се е ново интересно. Сакат и тие да научат нешто ново. За семејството? Семејството, моментот е што нема топлина помеѓу
татко, мајка, син, ќерка, нема топлина, мислам, нема например како што ние имаме гушкање. Таму јас искрено немам видено такво нешто. Ја нема таа топлина која на Балканот ние што имаме. Например, од кога ќе заврши факултет, се извинам, средно, дури не е чудно исто како американците да излезат од дома, да идат да студираат во друг град, па дури друга земја, нели, не мора да е Јапонија. И тоа за нив е нормално, бидејќи исто, нели, како што спомнав, американците напредуваат сами, не мајката и таткото не ги поддржуваат, како што тука нас не поддржуваат за што и да, дали било школарина, работа, значи финансиски, гледат се сами да средат. Сите јапонци знаат англиски или не е баш така? Па не, во Токио има голем дел што знаат англиски, но во помалите градови, ако си странец, би ти било тешко доколку не го знаеш јапонскиот јазик. Сега малку за цените, стандардот, кириите на становите. Кога ќе отидеш во обичен маркет, можеше да се спореди со наша цена. Како кирија, пример, многу е висока, значи не се ни споредува со нашата, но како во други европски земји, како со Шведска би ја споредил. Сакате да кажете двособен стан 1000 евра? Па да, можно и да се покачени сега. Инаку во Јапонија 98,5% се јапонци, останатите се корејци и кинези. Државата е парламентарна монархија, што ќе каже има цар. Царот, моментот е табу е да се збори. Значи за се можеш во Јапонија да збориш, само царот немој да го чачкаш. Да, буквално. За Македонија ретко кој има чуено. Па, кога да спомнав Македонија, мисля дека зборам за Африка. Сега не знам дали ради името Македонија, Африка, нешто, пошто и на јапонски Македонија е Македонија, Африка е Африка, ко нема разлика. Но кој ќе им разложам, Европа, Александар Македонски од Макинтекна, и се случува и со Грција да не помешат, мислам и тоа не е ништо чудно, и дури со Франција. Дали би живееле во Јапонија каде често престојувате? Јас поштувам работа, поштувам принцип, баланс и така натака, ама мора да си има и слободно време. Тоа ако некој го одзема од мене, ја не би можел да издржам. Значи Јапонија тешко, Македонија поубаво. Да. Како би звучало ова на јапонски, еве? Јапонија тешко, Македонија поубаво. Нихонга музикачките, Македонија но хога јасаши ибис. Гораст во Скопје има свое училиште за јапонски јазик. Кавамура се вика мојот курс. Тоа е фактички името, односно презимето на нашиот мескот, односно пандата. Јас почнав лично да предавам јапонски од време за корона, се беше онлайн. Имав можност, најдов ученик што сакаше да го изучува. После тоа се зголеми бројот и пред пола година успеавме да го отвориме овој простор каде што сме сега. Нема возрастно ограничување. Јас лично сум предавал од, не знам, 8 години до 58, да се кажа. Значи вие сте задоволен? Може да се живее од јапонски јазик? Може да се живее. Имам и некои дополнителни работи, си предавам и англиски јазик во слободно време, ама тоа повеќе го гледам како хоби. Аеродром ни, ките кудасај, нихонго бенкјо шимашо. Односно, ве молам слободно, дојдете до аеродром да учиме заедно јапонски. Некој учи јапонски од хоби, друг заради туризам и бизнис, трет планира да студира таму. Како и да е, работата врви. Детскиот сон стана реалност и тоа е јапонска реалност среде Скопје. Ви благодарам на разговорот, бевте прекрасни. Бевте прекрасни. Субараши ханашио аригато го заимас. Стеки на хито дес.